Вчера се случи едно од најголемите предавства во новата македонска историја. Странскиот измекер Зоран Заев и 81 пратеник извршија национално предавство врз македонскиот народ и македонската држава со изгласувањето на уставните измени, со кои се брише се што е македонско. Меѓутоа, уште ништо не е готово. На денешна пресконференција го обелоденуваме нашиот план, така наречен Б. По ратификацијата на договорот од Преспа и во грчкиот парламент, според договорот, Македонија ги известува сите држави членки на Обединетите нации дека членството го продолжува со новото променето име. Многу е веројатно дека марионетата Заев, како влада, прв ќе се истрча во името на државата да ги извести Обединетите нации. Во таков случај и председателот Иванов веднаш треба паралелно да упати писмо до Обединетите нации со кое ќе ги извести дека се работи за невалиден договор, ништовен и според домашното и според меѓународното право, бидејќи договорот не е исклучен од надлежен орган, нема дозволен предмет на преговарање, не е почитуван референдумскиот резултат од 30 септември, не е подпишан указот од Иванов, значи сето ова добро ќе го образложи Иванов со неговото писмо до Обединетите нации. Во една таква ситуација ќе дојде до меѓународно недоразбирање. Според повелбата на Обединетите нации, Иванов ќе побара тоа да биде испитано од Советот за безбедност, на која седница ќе учествува Иванов, бидејќи според повелбата на Обединетите нации, секоја членка на Обединетите нации, која не е членка на Советот за безбедност, може да учествува на седницата без право на глас во расправата кога нејзините интереси се засегнати. Позицијата на Иванов да се обрати во името на државата е многу посилна од Заев и владата од најмалку две причини. Прво, според домашното право, примарна надлежност за вакви меѓународни договори има Иванов. И второ, веќе имаме воспоставена практика. Да потсетам, сите преговори за членството на Македонија во Обединетите нации и на крај писмото до Обединетите нации за членство на Македонија во оваа организација во 1992 година го поднесе председател Киро Григоров, а не тогашната влада на Бранко Црвенковски. И од тука може да се изведе аргументот дека Иванов како председател има примарно и посилно право да се појави пред Обединетите нации отколку Заев. Се разбира, ова ќе биде новина во историјата на Обединетите нации. За прв пат два органи од иста држава да бидат со спротивни позиции, што се разбира ќе остави лош печаток по угледот на наша држава, бидејќи познато е државите на меѓународен план треба да зборуваат во еден глас. Но сега се бориме да не бидеме избришени како македонски народ и треба да преземеме се по секоја цена без оглед на угледот и достоинството на државата. Сега не би зборувал околу постапката во Советот за безбедност, каде многу е известно дека ќе дојде до блокада ова прашање, бидејќи знаете таму Америка, Франција и Велика Британија имаат право на вето, па по тоа прашањето ќе биде претворено во Меѓународниот суд на правдата и Генералното собрание, таму нема вето, оти ќе ни треба многу простор, но само ќе кажам дека според општото меѓународно право и правото на Обединетите нации, оваа постапка на крајот ќе заврши во наша корист. За да биде така, за да биде успешна оваа постапка, потребни се најмалку две предпоставки. Храброст од Иванов да го направи ова и Иванов да побара поддршка од Русија и Кина, а покасно, кога ќе дојде случајот пред Меѓународниот суд на правда и Генералното собрание и од државите кои не имаат признато подуставно име. Генерално гледано сега е најбитно да се добие во време, да се проблематизира овој договор од Преспа на меѓународен план, Иванов да го проблематизира тоа, како што спомнав порано, и овој капиталански договор од Преспа на крајот ќе биде поништен и ќе дојде успехот. Се разбира, финалето во целата оваа работа ќе дојде со новата легална власт во Македонија, која ќе го поништи договорот од Преспа. Председателот Иванов мора да го направи ова на крајот на неговиот мандат, за да застане на страната на македонскиот народ. Со тоа Иванов како председател не губи ништо, а Иванов како личност во македонската историја ќе биде запишан на вистинската страна. Сосема за крај, единствена Македонија го поддржува барањето на ВМРО-ДПМН за предпремни парламентарни избори заедно со председателските избори. Благодарам. Ако ме некој праша, поведете. Дали ќе продолжите со протести? Вака сега, значи сега ќе видиме кога ќе биде договор ратификан во грчкиот парламент. Ние очекуваме Иванов ова да го направи по некаква собствена иницијатива. Ако не го направи, тогаш како македонски народ ќе бидеме принудени да го повториме истото што го правиме пред собранието со протести пред македонскиот народ, да го натераме Иванов да го направи ова. Се разбира доколку не го направи во една доброволна постапка.